Добродојавте во уште едно издание на емисијата Сергеј Реинвентед. Денеска, што ќе погледнеме? Во индустријата за убавина ќе ви дадам предлог за трајни кармини, што се добри за летно време и палета на нијанси. Во мода ќе видиме тековни модни случувања и трендови. Во модни катастрофи ќе погледнеме нормално нови модни катастрофи. Во плакарот на Кека ќе се настега, денеска е инспирирана пролетно-летно. И во Q&A ќе одговарам на вашите прашања. Добродојавте во индустријата за убавина. Денеска ќе зборуваме за повторно за кармини, меѓутоа за летни нијанси на кармини. Јас летни нијанси нема зимски и летни нијанси, меѓутоа лето се користат по-свежи, по-корални тонови, розеникави, нюд нијанси, секако се користи нормални црвениот кармин. Меѓутоа во лето со класичен кармин, јас сум фан на класичниот кармин и за мене дефинитивно нема замена за кармин што би се рекло. Меѓутоа класичниот кармин во летно време знае да се топи и да ве рашмрља, да ве размаца, да отиде вон линијата на вашата уста, да се истопи, да треба често да го коригирате. И затоа има трајни или полутрајни кармини кои траат по неколку часа, дури до 24 часа. Јас во Фабу најдов од неколку брендови интересни бои. Значи, тука имам два кармина од брендот Estée Lauder. Имам една розеникава и имам една нюд нијанса. Ќе имате прилика да видите каде што ги правев тие, каде што ви ги покажувам нијансите, дека се од најтрајните, не можам да кажам дека се најтрајни, дека имаат убава покривност, на почеток имаат некаков сјај, меѓутоа после кога ќе се исушат на устата, даваат многу убава на хидратација и многу убава влажност. Јас одбрав две бои, меѓутоа имате палета на нијанси и ви ги препорачувам да ги пробате. Сега, тука имам од брендот Shiseido 3 нијанси. Едната е као light nude или праска nude, праска pink. Втората е онаја фуксија розева и третата е една многу убава црвена нијанса. Во овој случај не можам дури ни да кажам дека станува збор за кармини, повеќе личат како обоени сјаеви за уста. Значи да, ја тонираат устата, даваат убав тон, апликаторот им е фантастичен, прецизен е, можете многу убаво да ја отцртате устата, нема тука збор, меѓутоа апропо трајност, тука веќе не е тоа. Сега, кога зборам за трајност на производи, тука имам уште два ми остана, што на вистина онака многу долго траат. Го имам мекот. Имам повторно тука три нијанси. Едната е нюд, едната е розеникава со малку седев во себе и другата е најубавата црвена. Дефинитивно оваа е најубавата и најпродаваната црвена нијанса од мек. Дека трае 24 часа, тука нема збор. Дека можете да го нанесете слободно да излезете од дома преку ден, па да се приберете у раните утрински часови, дефинитивно потпишувам дека ќе стои доколку го нанесете нормално, правилно. Што значи правилно нанесување? Сепак да ставите малку на устата молив, да ја уоквирите и да не нанесувате неколку слоја, заради тоа што може да се утуткате со кармин. Така да, дека ќе издржи 24 часа јадење, пиење, зборување, што и да правите, апсолутно ќе издржи. Меѓутоа, мекот има една голема мана, многу е тежок за отстранување. Од една страна, колку е добро што е траен, маната при отстранување, морам и тоа да ви го потенцирам. Дали вреди за цената? Апсолутно дека да, многу е пристапен, многу е достапен за сечи џеп, многу е квалитетен. И за крај, ги имам кармините, трајни кармини на Dior, повторно имам една нюд нијанса, една кафеникава нијанса и имаме една црвена нијанса. Исто така се многу трајни и се мат. Многу добро стојат, имаат повторно еден совршен апликатор, со кој што идеално можете да ја отцртате
вашата уста без да погрешите. Повторно нема потреба да се туткате слој врз слој, меѓутоа секогаш, без разлика дали станува збор за траен кармин, треба да го имате при рака за евентуално мало коригирање, меѓутоа никако неколку пати со овие трајни кармини, заради тоа што кога ставате слој врз слој на овие така наречени трајни кармини или што траат повеќе од неколку часа, можете да добиете еден контраефект и лош изглед. Многу се квалитетни, многу се добри, имаат огромна палета и избор на бои. Диорот, ја ги најдов во Фабу, можете да пројдете доколку вашиот џеп го дозволува истото. Преквалитетни се, стварно ми се допаѓаат. Од се ова што имам, дефинитивно се мојот фаворит, меѓутоа, едноставно се прескапи. Тоа е моето мислење и тоа, меѓутоа сепак станува збор за Dior, нови кармини, нова линија, меѓутоа маната е дека се мана, не е тоа мана, него дека ако може вашиот џеб да си го дозволи тоа и сакате да имате ваков кармин, можете да си го купите слободно. Направете го тоа, нема да погрешите доколку имате средства и буџет. Така да, како фаворити, ќе ги одвојам дефинитивно мекот, со тоа што маната е отстранувањето, што многу тешко се отстранува. Ќе видите при тоа и на снимките што неколку пати одат во прилог како изгледаат и на рака и како после некое време стоење како и реагираат. Значи мекот и Диорот. Ќе ги потенцирам како најдобри помеѓу овие во категоријата на трајни кармини. А ќе кажам дека Шиседото сум малку, па да не речам, и разочаран дека буквално делува како сјај за уста, повеќе е сјај за уста отколку што е кармин, обоен сјај за уста. И тука некаде измеѓу со некој многу суптилен, префинет тач, ќе ги ставам кармините на Estée Lauder, кои се исто така со исклучителен квалитет, а при тоа се и скоро напола, ако не и 3 пати поевтини од, не 3 пати, меѓутоа 2,5 пати поевтини од Диорот, меѓутоа сепак е Estée Lauder во прашање. Така да, тоа е моето мислење. Внимавајте при изборот на трајни кармини. Бојата, од бој ќе ви препорачам коралните бои, ќе ви ги препорачам розеникавите, нюдот и секако за секогаш треба да имате и еден црвен кармин, кој што се уште стојам на ставот дека е тоа главното оружје на секоја жена. За денеска во индустријата за убавина, со мене толку. Се гледаме во мода. Денес у делот за мода сакам да зборам за нешто што почна да се случува пред 2 недели, како го гледате вие, а една недела како заврши. Тоа е фестивалот Коучела, каде што многу јавни личности од шоу бизнисот и приватно одат тамо да се забавуваат. Коучела мене не ми е нешто да ми е готово. Тоа е еден своевиден Вудсток во 21 век. Таа нека дрпната естетика е модерна, меѓутоа некои изгледаат добро и автентично, некои изгледаат дрпнато. Па да видиме кој како изгледа. Next. Имаме тука една преатрактивна, која беше ваѓање? Манекенка некоја. Нема врска. Многу е згодна, многу атрактивна. Фора, чизми, добра поза, хипи, блуза. Next. Супер е девојката, одлична и дали е коса, дали е перика, одличен е тој костим за капење или прстук што и да е со таа цветна сукња, презгодна е, преатрактивна, со многу интересен мејкап. Next. Оваа ми е утуткана, умиле. Ова е дрпната. Оваа како кека да го плетала тоа и хеклала и направила тука кај градите. Ја не ги сакам овие плетеници. Може да се модерни до безсвест, меѓутоа мене не ми се уопште фан со тие бели чизми. Next. Анита. Исто дрпната.
Не ја сакам јас оваа мода, ова мене ми е too much el cheapo, тоа се луѓе у светски шоу бизнис, кои што мислам дека без разлика дали се на ваков фестивал или се на MTV Awards, треба да одберат нешто што ќе по... Не е проблем во голотијата, проблем е во пресекот, кај тие гачурдачи, што изгледаат као пластични, па тие некои реси, кај градите утуткани, натискани, изгледаат... Не ми се допаѓа уопште. Next. Ова ми се допаѓа. Некако е таа бохо естетика, не сум нешто многу фан на тоа бохо, меѓутоа тука изгледа добро и како концепт, и како фотографија, и како стайлинг, супер. Next. Имаме Harry Styles. Harry Styles одличен диско кетсют костим со бунда. Има настап со Шанаја Твейн. Пушти нека свири. Синхронизирани се двајцата, го пеат, одлично изгледаат, скрос изгледаат ретро и винтидж. Го пеат познатиот хит на Шанаја Твейн некаде од 90-тите години и се мега забавни, се многу фан, многу добро се стилизирани. Шанаја изгледа одлично, Harry Styles исто така изгледа одлично, буквално како рок звезда од 70-ти години. Next, еве таа Coachella естетика, полу плажа, полу пикник. Ја имам тука Алесандра Амброзио ли беше? Алесандра Амброзио се клакна на Coachella, дека не нашетана, не живеана, отиде тама да се додрпне и да сеислика вака. Значи, мене уопште не ми е... Еве, убава, презгодна се, дрпната. Ајде. Next. Супер. Еве, он е супер. Он изгледа многу модерно, изгледа многу урбано, многу кул. Бела мајца на прерамки, префора тренерки, мала ташничка, добри патики, одлично. Не е дрпна, топе. Топе и она, next. Браво. Супери се искомбинирани чизмите со горниот дел, супер коса, во два дела мислам дека има фустан топ со сукња или има? Или е едно парче? Сукња и тоа светлуцава со реси со блузичка. Ова веќе ми се допаѓа. Без разлика што е или не е на Coachella. Next. Одлични се на девојката фармерките, ги искомбинирала супер со тој топ, има кожна јакна, капче, добра наочара, добри чизми. Тоа е тој стрит стайл, мене ми се свиѓа. Next ја имаме Меган Thee Stallion. Браво за Меган Thee Stallion. Ова е тоа, она Анита што изгледаше дрпнато, а исто така е перформер, пака се искача на сцена. Без разлика кај си. Одличен е тој корсет, перфектни, со одлични се ночарите, супер е косата, при тоа Меган Thee Stallion е машала, фати да те забоксуе, може никола да го разбуца. Изгледа топ. Next. Парис Хилтон не пропушта вакви настани, ја не знам како не се досади, мислам дека поише оди од да биде присутна секаде, али за разлика од другите, Парис Хилтон па многу добро ја познава тој тип на мода и изгледа во принцип секогаш најдобро од сите. Одлична е капата, косата, целата комбинација со чизмите, скроз е Парис Хилтоновски. Секогаш мора да има некои моменти што се блинг-блинг, меѓутоа ги уклопила на еден многу добар, меѓутоа својствен за нејзе начин. Супер е тој дел кај градите, како го има искомбинирано. За Coachella денеска би било толку. Сега, тоа беше што се случува тековно во свет. Сега одиме во модни катастрофи. Добре дојдовте во делот за модни катастрофи. Ајде да видиме што имаме денеска у модни катастрофи. Пуштай некад. Леле, денеска у модни катастрофи Ким Кардашијан. Дрпната унахурем султан постелнината. Лопурдо! Крадачке! На чаршаф и хурем султански. На што ти личи фустанов? На што ти личи кројот и рабовите?
се клакнала се... Леле, драги гледачи, колку видите од позади дрпнат фустан. Па не очекував дека Ким Кардашијан може да биде до толку дрпната, утуткана и елчипо у бел сатен, лошо порабен, катастрофа. Денеска Ким Кардашијан е модна катастрофа. Во бело, ја стоја покрај него, мили бело, кријам солзи испод бело, срце црно жали за тебе. Next. Ај, трепките какви се, драги гледачи. Ова е тој момент кога сте утуткани, кога сте лошо нашминкани, кога сте со лош мејкап, како да сте спиеле, како да спиела 2 месеца кога да не измила лице и шминка. Па се гледа и покорено дека нит се фарбала, нит коса перела, него едноставно позира на бумеранг со прелошо, аљкаво, како неизмиено, како нечисто лице, катастрофа. Next. Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи. Видите, ова е тоа кога ќе проработи некој инстинкт во вас и кога гледате нешто и сакате да се натиснете и сакате да се насликате. Она е вака сликана, нема место. Она е сликана како да прави физиолошка потреба, драги гледачи, ама точно е вака е застаната. Не е ни горе, не е ни доле. Не е ни горе, не е ни доле. Зошто? Зошто вака се слика ни горе, ни доле? Ни горе, ни доле. Значи, девојко, катастрофа си. Како знае Сарајо да направи елегантно? Хоче, забранjeno. Тоа така се прави чак. А не се прави вака! Ало, девојко, какви се овие фотографии утуткани? Катастрофа. Next. Она ја љуби таа поза, да е полуклекната и расчепатена. Катастрофа. Ево да се некои пеачки. Кај пеат овие, само да ми е знати? Кај пее ова? И она не знае кај пее, веројатно. Може да ви ја знаете. Многу елементи има на неизе. Згодна линија на тело има, а шала на страна. Амбиентот е убав, меѓутоа го чизмите се окей, меѓутоа се само упропастила заради тоа што тоа горно парче што го носи на неиза со раците на струк има премногу детали и не е добро осветлено и заради тоа изгледа као на кинџурена, на џунџурена модна катастрофа. Next. Еве, каде е ходникара, подрумара, ојлјара, ошлјара, клозетарка, змија звечарка. Каде е слика на походници или некој, а? Поврати за евакуација ли се вративе? А, Никола? За евакуација ли се вратите? Од која врата ќе евакуират? Ама она битно, дури се спрема за евакуација. Поврати се фатила мрежа. Шо има, фустан ли? Истиот фустан од прееска ли е овој? Само го искомбинирала со црни чизми и црн појас ли? Не, друг фустан е некој. Оваа естетика мене ми е скроз без вези фуј. Она се предаде. Она се предаде во лош костим за капење што не е соодветен на неизиното тело, а од згора облекла, што е тоа, джемпер јакна ли е? Нешто ни джемпер ни јакна, не знаеме што, ама има каубојски реси, она е на плажа у купачи костим, со джемпер јакна, она прави поздрав на сонцето. И изгледа катастрофа, си се бендисала. Штета. Убава линија на тело има на вистина. Немам збор, меѓутоа нема осет за мода, нема осет за естетика, чевлите се добри, се друго е лошо естрадно, како пеачките, ама дрпнатите пеачки на времето што изгледаат. Next. Друга пеачка имаме тука. Халинче како детско. Можда е млада, добра е сандалата, ама досад. Next. О, стој не била, видете,
стојне како знае да се настега кога има добра фотографија. Нема посебен стајлинг, минимален концепт, меѓутоа како фотографија целото изгледа многу урбано, многу модерно и многу хубаво. Ова е тоа кога ви зборувам дека локацијата, осветлувањето, не мора да имате ништо посебно облечени за да изгледате атрактивно. Изгледа 100 пати поатрактивно отколку во онаа глупост претходно како што ја видовте примерно. Овдека пак се упропастила. Ама веројатно овдека и шо облекла сама некој сукниче плаво со карнери, со чизми, хулахопки, джемпер, чак поза, дрво, цигли, неон, не е соодветен амбиент, окей, испеглана коса, окей е мејкапот, меѓутоа овој стајлинг и овој аутфит е скоро се и досадно. И за некој што сака да се бави со естрада и со музика како стојне, мислам дека повеќе треба да се потруди околу изгледот и да се консултира со професионалци, каква што беше сликана добро на онаа фотографија над зидот со жолтата трака. Сега, за мене, од мене за денеска толку. Се гледаме во следно. Добре дојдовте во плакарот на Кека. Денеска Кека слушнала дека колор, флорални дизајни е модерно. Се пушти по сите продавници на Fashion Group, барајки нешто што ќе се допадне. Заедно баравме и најдовме многу добри фустани со многу модерен колор и најдовме многу добри аксесуари. Сега Кека сакала така за почеток да облече една летна лелејава хаљина да изгледала како елегантно, како божемке одела у Монте Карло на прошетка. Ајде да видиме кој е првиот избор на Кека и како Кека сега ќе изгледа. Чак! Еве Кека спремна за у Монте Карло или за Азурна обала или Кот де Азур ке одела, вака ке се шетала она на круазета. И изгледа одлично во преубав летен фустан со убав колор, меѓутоа многу меки и летни бои, не се толку интензивни. Меѓутоа го има тој убав летен вајб. Убаво деколте, стои овој фустан на секое тело, го искомбинира со соодветно корално-портокалово мало ташниче и со преубави сандали со многу убава штикла. Еве ќе ја ставам јас и оваа овдека. Многу е задоволна, многу е срекна, многу си се бендиса. Сега, да видиме Кека во што следно сака да се пресоблече, а пак да биде на истата тема, да биде шарено и да биде интересно и нормално модерно и младалачки. Чак! Еве Кека се пресоблече по втор пат. Многу и се бендиса, овој така наречен мантил фустан во многу колор и многу бој. Многу е ретко да се најде толку шарено парче, а да изгледа добро, да изгледа модерно и да изгледа пред се летно и многу добро да стои. На двајца страни се бендиса, многу убав, многу пријатен летен материјал кој што може да го комбинирате на различен начин. Сега Кека сакаше да биде малку по-шик. Го одбра да го искомбинира со овој тип на сандали со подебела штикла и го најде овој прекул мал клач, ташничка клач, кој што е исто така многу шарен. Меѓутоа боите перфектно се усогласија на во комбинација со чевлите, торбичката и фустанот. Во него може да се стави нормално основни работи и да изгледа модерно, добро и кул. Нормално дека овој изглед можете да го изиграте и на различен начин, не морате со жолти чевли. Супер ке стојат и овие портокалови сандали. Скроз одговараат на сите бои и на ташничката што ја има. Еве ќе ги ставам и нив. Тука доле, многу добра сандала, секако дека не мора и со шарена торбичка, ако не ви се допаѓа. Можете и со оваа, може и оваа да си ја земе Кека. Сега ја да не ја преоптеретам, да не ги напикам сите овие работи, она све ова најде у продавниците на Fashion Group и буквално колку е шарена, толку се збуни. И во мозокот стана шарена, драги гледачи. Она се обседна со шаренилаци, со колор и со цвеќиња. Меѓутоа, добро е Кека кога се обседне со нешто, затоа што она мора тоа да го изведе и реализира по било која цена. Сега, сака да се пресоблече уште еднашка. Ајде да видиме што следно сега Кека сака да облече. Чак! Еве Кека уште еднашка пресоблечена, дури толку и се бендиса чевливе, не знае дали да ги носи на нозе или да си ги шета како мене да збори по телефон. Не, Кека нема да збори по телефон на чевливе,
кој си ги носи доле. Значи, ја имаме преубав летен фустан од многу добар материјал, одлично изиграни цветни дизајни, повторно во сите бои, од црвено, плаво, жолто, зелено, розово, разни нијанси на пинк, значи појака пинк, сите бои се измешани на едно место, меѓутоа фустанот е многу добар. Можете да го комбинирате повторно овој фустан исто така со било која боја што ја има на фустанот, дали тоа ќе се плави сандали, дали тоа ќе се зелени сандали, дали тоа ќе се жолти. Во било кој колор чевлата и ташната ќе ви игра тука улога. Меѓутоа, она реши, пошто оваа боја е многу трендовска и многу модерна, да го искомбинира овој фустан со таа торбичка, што се вика така наречена фуксија пинк, и со соодветни чевли на високи подпетици, за да даде малку по елегантен шмек за дневна и ноќна прошетка, пошто кека се спрема да патува на одмор и требаат халишта и требаат соодветни аутфити. Ете така, за денеска на кека и е доста. Се ова што видовте, сите парчиња, јас ќе ви ги оставам во линкот доле во дескрипција, да можете да си проверите што како ви се допаѓа највеќе и евентуално да си одберете и вие нешто за лето. За денеска со мене, Кека, во незиниот плакар, толку. Се гледаме во Q&A. Добродојавте во уште едно издание на Q&A или Праша го Сергеј, каде што поставувате прашање на мојот Инстаграм профил. Дел ги одговарам на Инстаграм тековно, дел ги оставам за во емисија. Прашувате разноразни работи, се трудам да ги издвојам оние прашања кои што може да ви се од некаква корист или функционалност, што не се врзани за мене лично повеќе. Прво прашање е мислење за штиклите со врвци. Не знам за кој тип на чевли ме прашуваш кога викаш штиклите со врвци, заради тоа што штиклата кога е со врвка преоѓа во еден вид на кратка чизмичка. И да, ми се допаѓаат, без разлика има штикли што се со отворени прсти, се со врвки, има штикли што се до подглушт, се со врвки, има штикли што се над глушт, се со врвки, а тоа се веќе чизмички без разлика каква линија имате, дали имате елегантна линија. И да, ми се допаѓаат, нормално зависи каков е дизајнот. Има некои што се и без врвки, па не ми се допаѓаат, има платформи што ми се допаѓаат, има платформи што се копитарски. Истото важи и за ова. Следно, која ти е повеќе омилена, Карлеуш или Северина? Дечко, девојко, кој да го поставила прашај? Зар може да се одбере помеѓу нив две? Едноставно не може. А кога не знаеш што да одбереш, викаат одбери ги и двете. Дефинитивно и JK и Северина се мега звезди. Секоја на различен начин и се уникатни и се многу успешни во тоа што го работат и го работат на различен начин, бавејќи се со иста работа. Прашањето ти е исто така како да ме прашаш дали бирам сонце или месечина. Не може, мора да функционираат и двете. Различни, а перфектно немам одговор, односно не можам тука да бирам. Следно, покрај патиките кои одат во секоја комбинација, какви ниски чевли се на мода? Како се на мода? Мислиш, се во мода. Патики, да, одат во комбинација. Ниски чевли, може да бидат колет чевли, така наречени колет чевли. Може да бидат балетанки. Меѓутоа, кај балетанки внимавајте, заради тоа што не сакате да изгледате како да сте нагмечиле нешто, па да ви се расшлампаат балетанките. Треба да имате добри балетанки, добро да стојат на вашите нозе. Модерни се исто така оние што ги викаат сандала папуче или така наречени во модниот свет мюлс, кога предниот дел е затворен, а петата ви е отворена и се нели дали на повисока или на пониска подпетица, зависи од тоа што и во каква комбинација и за каква прилика. Следно, кој парфем го користиш од Jo Malone? Од Jo Malone мешам два парфема, или го ставам само едниот, Basil и Neroli, или ставам само Tuberose Angelica.
а често се случува да ги смешам и двата. Да, често го ставам и Silk Blossomот, го мешам во целата оваа комбинација. Silk Blossomот на Джо Малон. За денеска во Q&A би било толку. Ќе ве поздравам и продолжете да поставувате прашања на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented за се што ве интересира, поготово кога јас ќе ставам. Прашете што сакате, буквално може да прашувате што сакате, што ќе стасам да одговорам, ќе ви одговорам на лице место, што ќе стасам, ќе ви одговорам тука во емисија. Поздрав! За денеска со мене толку. Се гледаме во наредното издание. Продолжете да ме следите на Instagram, поставувате прашање на мојот Instagram и не се плашете, не сум јас толку страшен. Се гледаме за 7 дена.